Откако по поразот од Тиквеш со 4:0 целокупното раководство на Осогово си поднесе оставка, вчера следуваше итен состанок со градоначалникот Никол Чилиев за изнаоѓање некакво решение да се доигра првенството, па во зимската пауза да се решава судбината на клубот. На оваа средба покрај управата, тренерите и фудбалерите присуствувале и представници на семејните. Телевизија Кочани од своји извори дојде до неофицијални информации дека на дневен ред примерно било да се избере нов управен одбор во кој ќе влезат представници на општината и на навивачката група Семени. Истиот ќе има задача да обезбеди средства и услови за доигрување на полусезоната од првенството кога ќе има повеќе време за решавање на судбината на клубот. Пред одржувањето на состанокот, екипа на ТВ Кочани беше пред стадионот Никола Мантов со цел да го регистрира настанот и да ја информира јавноста. Меѓутоа, представник на клубот сугерираше дека нема потреба од новинари, дека се работи за обичен состанок со градоначалникот. Притоа, наведувајќи дека ако си замине оваа управа на клубот, фудбалерите немало повеќе да играат бидејќи не сакале друга управа. Тоа што останува неодговорено и по овој состанок е кој се смета за подготвен да го води Осогово во втората лига и со кои средства, која е целта од аспект на резултати кога се знае дека со овој фонд и квалитет на фудбалери обстанокот е илузија. Трето, кој ги злоупотребува фудбалерите да одлучуваат со која управа сакаат, а со која не сакаат да играат. Како и да е, во наредните денови ќе се знае дали и како понатаму ќе продолжи Осогово по овие драматични слушувања.